Беше тоа на 20 ноември 1906 година, кога во Велес е роден Живко Фирфов, македонски етномузиколог, композитор, музиколог, диригент и музички деец. Музичка школа заврши во Белград во 1931 година. Во 1939 година ја објави својата прва етномузиколошка студија во списанието Музика за интерпретација на македонската народна песна и за мелографската постапка при нејзиното собирање. Особено беше ангажиран во создавањето на ансамблот за народни игри и песни на Македонија Танец. Умре во Скопје на 21 јули 1984 година. На 20 ноември 1916 година во Дебар е роден Васил Куновски, македонски писател. Неговото поетско дело за деца е мощно и обемно. Првата негова објавена книга е поемата Волшебното ливче, а последната е публикувана во 1984 година со наслов Оро весело. Умре во Скопје на 13 јуни 1993 година. Беше тоа на 20 ноември 1926 година, кога во Скопје е формиран Државниот архив. На 20 ноември 1959 година, Генералното собрание на Обединетите нации ја усвои Декларацијата за правата на детето, документ со кој се утврдени не само принципите за заштита на децата во светот, туку е основан и фонд за помош на милиони деца. Со текот на годините, со финансиска помош од Детскиот фонд, се опремени многу здравствени центри во светот. Беше тоа на 20 ноември 1970 година, кога излезе првиот број на екран како седмичен колор прилог на весникот Нова Македонија за телевизија, филм, радио и естрада. Од бројот 226 од 14 март 1975 година излегува одделно од Нова Македонија како ревија за радио, телевизија, филм, сценски уметности и естрада. На 20 ноември 1991 година во Скопје, во Собранието на Република Македонија, свечено е прогласен Уставот на Република Македонија, усвоен на 17 ноември 1991 година. Беше тоа на 20 ноември 1993 година, кога авионот типот Јаковлев 42 на македонската авиокомпанија Авио Импекс се сруши во близина на Охридскиот аеродром. Во несреќата го загубија животот 115 лица. На 20 ноември 1995 година Хелсинскиот комитет за човекови права на Република Македонија стана полноправен член на Меѓународната Хелсиншка федерација. Беше речено на годишното собрание на Меѓународната Хелсиншка федерација во Истанбул. Беше тоа на 20 ноември 1979 година на потегот од Маџари до Петровец, кога се излеа реката Вардар и ги поплави сите села од овој дел на Скопска блатија. Беше тоа на 20 ноември 1998 година, кога во Москва умре Ристо Беалски, македонски новинар во весниците Нова Македонија, Борба, Политика и други весници. Тој е основач и уредник на спортскиот весник Спортист од 1995 година, што го издаваше новинско-издавачкото предпријатие Нова Македонија. Роден е во селото Стојаково, Гевгелиско на 7 април 1926 година. На 20 ноември 2001 година во Тетово официјално е отворен Универзитетот на Југоисточна Европа. На 20 ноември 2001 година почина Борко Темелковски Лилјакот. По војната вршел високи раководни партиски и државни функции во Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија и на Комунистичката партија на Југославија. Подпредседател на владата на Народна република Македонија од 1951 година и на сојузната влада. Повеќе пати бил избиран за републички и сојузен пратеник. Бил председател на Сојузот на синдикатите на Македонија и на Сојузот на борците од Народно-ослободителната борба. Бил полковник на ЈНА во резерва.
За народен херој бил назначен на 11. октомври 1953 година. 20. ноември е светскиот ден на детето.